Почитуван премиер на Република Македонија, председател на владата господин Заев, почитуван министер за економија господин Крешник, почитувана директор на енергетски политики во Европската комисија господја Меган Ричардс, почитуван директор на секретаријатот на енергетската заедница господин Јанет Шкопач, почитувани министри присутни денеска тука во Скопје, пред се да ви посакам добродојде во Македонија, да ви посакам убав, работен и корисен ден. Се надевам дека се чувствувате убаво во Македонија, а ќе биде и полезно на крајот. Јас не би сакал да ги повторам зборовите на премиерот, тој кажа некои генерални политики кои што владата ги воспостави во своето од почетокот на своето действување пред година и пол, но она што мислам дека треба да го подвлечаме е дека Македонија имаше обврска веќе во 2014-15 година да донесе нов закон за енергетика и да ја прилагоди својата легислатива согласно европските директиви, односно директивите на Европската Унија. За жал тоа не беше направено и од тука и произлезе потребата да прво се зафатиме со оваа задача и мислам дека таа задача успешно ја завршивме, донесувајќи го во мај 2018 година Законот за енергетика, кој што мислам дека е еден текст кој што практично ги имплементира сите директиви на Европската Унија, а при тоа водеше сметка и за енергетското живење и потребите кои што се специфични во Република Македонија. Во носењето на тој закон имаше големо учество и енергетската заедница, зашто јас ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите членови на енергетската заедница кои што учествуваа во креирањето на тој закон, а воедно истиот беше креиран и со помош на домашни и странски експерти кои што беа платени од УСАИД, зашто исто така ја користам можноста да се заблагодарам за нивната финансиска поддршка во креирањето на законот. Сега сме во фаза кога се донесуваат најголем дел од подзаконските акти. Тие се на број некаде околу 90, значи материјалот е обемен, но тие согласно динамиката која што е предвидена во законот веќе се носат, еден дел од нив се веќе донесени во облик на правилници, уредби, подзаконски акти и така натаму, кои што во главно ќе го детерминира енергетското живење во Република Македонија. Она што е многу важно, со новиот закон се предвидува и овозможува посериозен развој на обновливите извори на електрична енергија, зашто и вчера се зборуваше на парламентарната сесија. Мислам дека тоа е поголемиот исчекор кој што е овозможен со овој закон, значи да се воведат во делот на фотоволтаици и ветерни електрани премиум тарифите, и тука сакам да кажам едно искуство кое што мислам дека ќе биде прво во регионот, се надевам дека ќе биде успешно, да државата им помогне на следните инвеститори да определат, да имаат веќе добиено земјиште кое што ќе биде урбанизирано, значи пред издавање на градежна дозвола, како би ги намалиле време траењето на административните постапки за идните инвеститори за добивање практично на градежна дозвола, и кога тие веќе ќе добијат, значи по еден транспарентен процес на аукција право да градат фотоволтаични електрани, да можат веднаш да почнат со инвестицијата. На тој начин очекуваме дека со неголем импакт врз буџетот на Република Македонија, со 3 до 4 милиони евра можеме да направиме на годишно ниво, се разбира, негде околу 200 мегавати инсталирана снага во фотоволтаични електрани, и тоа да има и сериозен импакт во развојот не само, значи, на енергетиката, него и на градежништвото, бидејќи тоа би биле инвестиции од прилика околу 200 милиона евра, и мислам дека тоа би бил следниот исчекор и квалитет кој што овој закон треба да го донесе во Република Македонија, да се реализира во 2019 година. Слична е состојбата и со ветерните електрани. Што се однесува до либерализација на пазарот, законот предвидува Day Ahead Market. Тој Day Ahead Market и текако треба да помогне, значи, и во првава цел, значи да се развие слободниот пазар на електрична енергија и да овозможи, значи, една поголема флуктуација на енергијата, и секако сето тоа во корис, во најголем дел на бенефитот и на бенефит, значи во корис на крајните потрошувачи, без разлика дали се тоа граѓаните или индустријата. Јас не би должел повеќе, уште еднаш би ви посакал, значи, успешен работен ден. Се надевам дека одредени искуства денеска ќе бидат разменети, одредени нови идеи можеби ќе бидат истакнати.
Соработката во регионот мислам дека е важна за енергетиката, бидејќи енергетиката не може да ги прати границите на државите кои што се територијални. Енергетиката е област која што само административно познава граници, но она во својата суштина на физичко и техничко работење не признава граници. Од тука е и важно да регионот соработува. Има уште многу предизвици во регионот кои што треба да се случат. Мислам дека нашиот регион е премногу мал за да сите ние правиме поединечни берзи, за да сите ние правиме поединечни аукции и така натаму, така да правецот во кој што моментално се движат работите во делот на енергетиката да има регионален пристап, мислам дека е вистинското решение и лично се надевам дека брзо ќе дојде денот кога ќе се формира и регионална, значи берза на електрична енергија и една куќа за аукции на крос-бордер капацитети во делот на енергетиката, бидејќи мислам дека е тоа право решение за проблемите кои што во моментов ги имаме. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам уште еднаш успешен работен ден.